А добро ден, ќе биде и нашата утринска тема, која што еве денеска ја испланиравме да ја реализираме, се разбира, во продолжение. Од време на време туризмот е наша тема од многу причини, првенствено заради тоа што нашата убава Македонија има огромен потенцијал за развивање на туризмот. Имаме што да понудиме и во однос на локации, природни богатства и убавини, а истовремено и она кое што го нуди Македонија, тоа што извира на нашето поднебие, а при тоа тука е и оној впечатлив дел, особено кај туристите кои се фасцинирани одново и одново од тоа кое што го имаме како македонски специјалитети. И тоа е една целина која што секој од нас и како домаќин, но и како турист сака да ја доживее на местата каде што оди или во случајот кај гостите кои што ги пречекуваме. Приоритетот да оставиме добар впечаток, а исто така е особено важно да конечно почне да се реализира она национална стратегија која што е потребна веќе подолго време во туризмот. Ние ќе имаме можност во денешната утринска тема се разбира да видиме до каде е националната стратегија и до каде е таа реализација, но истовремено да се поврземе и со уште една друга актуелна тема, а тоа е циркуларната економија која што глобално зазема замав или е во интерес заради тоа што има многу придобивки од истата и токму оваа економија исто така има голем удел и во туризмот. Повеќе за ова се разбира со на различни точки или теми во склоп на утринскиот дел и она кое што е особено важно да го акцентираме за туризмот. Заедно со нас денес Владо Србиновски од асоциацијата Балканската асоциација за алтернативен туризам Балканија и за жал Леонида требаше да ни дојде во студиото, но работите се менуваат и некогаш имаме непредвидливи ситуации кои што не можеме да ги предвидиме и верувам ќе имаме во некоја следна прилика. Да ја одржиме динамиката на утринската, добро е кога имаме повеќе соговорници, но не секогаш тоа зависи од нас. Добро утро и добро дојдовте во утринска неделна. Добро утро. Драго ми е што сум тука. Рековме ќе се сврнеме во овој прв дел токму на состојбата на туризмот кај нас. Ќе забележиме навистина поголем број туристи кои што циркулираат особено низ главното градско подрачје или во главниот град, но сите тие некако имаат своја агенда како да прошетаат низ Македонија и што е она што сакаат да го видат. И не само што можеме да ги видиме или секој од нас да го даде својот личен впечаток, да, навистина имаме повеќе туристи во текот на летниот период, туку имаме и статистика од Државниот завод за статистика, која што брои зголемен број на туристи, најбројни се турците, но намалување на бројот на домашни. Да. Каква е состојбата, Ладо? Добро, вове дадовте дека имаме многу што да понудиме во областа на туризмот, навистина фасцинантно е она што го имаме, но за жал мораме да констатираме дека не е добро спакувано за да биде атрактивна туристичка дестинација Македонија, како што ние сакаме, како што очекуваме, но и како што заслужува да биде. Да. Тука имаме пропусти, затоа веќе се прави една стратегија. Започнато е со правење на стратегијата преку Министерството за култура и туризам. Имаме и нов министер сега. Значи, веќе се работи на терен со истражувачите за детектирање на состојбите, за да може потоа да се направи соодветна стратегија. Поддржана е покрај средства од Министерството за култура и туризам, поддржана е од Swiss Contact, од име програмата од Швајцарија со експерти и од Светска банка. Затоа очекуваме после долг период да имаме навистина стратегија што ќе даде и реален импулс за развој на туризмот. Статистичките податоци говорат дека, бидејќи немаме за јуни од Државниот завод за статистика, за мај говорат дека имаме зголемување на бројот на туристи за 2,6%, што е позитивно, меѓутоа недоволно според нашите желби и очекувања. И статистиките велат дека бројот на домашни туристи е намален, а бројот на странски туристи е зголемен. Намален е негде за 4% домашниот, а зголемен е за 4,6% странските туристи. И негде 81% од туристите во Македонија се странци, а 19% се домашни туристи. Тоа го гледаме сите ние, бидејќи домашните туристи во главно одат надвор од Македонија, претежно во Грција и на друго место, а нашите заложби и желби се да успееме да ги натераме домашните туристи повеќе да минуваат време во нашите капацитети. За жал се уште главни дестинации во однос на бројот на туристи се Охрид и Скопје, Охрид во главном сезонски, но треба многу да работиме за да го промениме тоа и очекувам дека тоа ќе се промени. Владо, што сметате дека е клучно можеби или кои се оние можеби 3-4 параметри кои што вие би можеле да не ги издвоите
за да расте порасне бројот, да речем, на туристите, со оглед на тоа што домашните вилите секогаш одбираат соседни земји, веројатно причината број 1 е веројатно морето, кое што ние го немаме, но од друга страна пак многу пати велиме за да се избега од топлите скопски ноќи, убаво е да се појде некаде и на планина. Веројатно не сме ни свесни што се поседуваме. Јас би тргнала можеби и од таму и какви се убавени имаме, но тоа е можеби некоја друга приказна во смисла на тоа колку е потребна промоција. Што сметате вие дека е клучно за да можеби овие работи излезат на површина и бидат достапни за секој еден просечен македонец кој што, не знам, го планира својот летен одмор, па да одлучи да и претходно сме говореле дека клучно е нашата ориентација кон сезонска туристичка понуда, што е погрешно. Летно време езерата, зимно време планините и немаме дисперзирана туристичка понуда на целата територија на Македонија, поготово во руралните средини и алтернативна туристичка понуда за која што ние постојано се залагаме. Така во мал обем, но се опфатно на целата територија и во секот на целата година. Тоа ќе го зголеми бројот на домашните туристи и ќе ги натера подобро да ја запознаат земјата, бидејќи добар дел и не ја познаваат добро земјата и не ги знаат понудите што можат да ги користат за нивни потреби. Тоа би требало да е приоритет во иднина за да направиме дисперзирана туристичка понуда надвор од урбаните и надвор од веќе развиените дестинации. Да, кога веќе извинивана ги споменуваме домашните, но и странските туристи за кои што велиме дека е зголемен бројот, што тие најмногу одбираат да посетат кога ќе дојдат во Македонија? И тука е негативна, мислам, перцепцијата наша, бидејќи во главном тоа се туристи кои што одат на кружни тури, балкански тури. И не се постојано, бидејќи бројот на престои во Македонија на странските туристи е 2,2-2,1 денови. Значи, во најголема мера, негде организирани меѓународни кружни тури и поголемиот дел од тие кружни тури ги организираат странски агенции, а не наши агенции. Значи тука потфрламе и во туристичката понуда или во влијанието на туристичките агенции. Добра, за време на тие 2-3 дена зашто покажуваат најмногу интерес туристите? Најмногу по бројот по статистика. Што би можело за 2 дена да се посети? Најмногу се посетени Охрид и најмногу Скопје. Бидејќи Скопје како дел од културните вредности или како град кај што можат повеќе аспекти да се видат, а Охрид заради природната убавина и културното наследство што го имаме, но за жал и тука можам да кажам потфрламе, бидејќи за 2 дена ќе биде конечната одлука на УНЕСКО која што веќе е предложено да биде природно и културно наследство во опасност. За 2 дена ќе дознаеме одлуката, веројатно ќе биде така, што е голем минус за нас, наместо да се афирмираме, ние ќе имаме негативен импут. Да, тука имаме улога сите и кога зборуваме индивидуално секој од нас како граѓанин во државата во која што сакаме да отидеме и да уживаме во убавините кои што ги нуди нашата земја, но и нели колективно или институциски за оние кои што би требало малку повеќе или поодговорно да внимаваат за тоа. Туризмот е голема и широка тема, истовремено многобројни се предизвиците со кои што се соочува туристичкиот сектор, за што сме зборували и во минатото. Рековме еден мал сегмент ќе биде дел од почетокот на овој разговор, кој што ќе го заокружиме со уште едно прашање, во смисла на предизвиците со кои што се соочува туристичкиот сектор, исто така инфраструктурата. Најпосетени места во текот на летниот период, едно од главните е токму Охрид, ние се уште немаме патување како што треба. Поточно имаме, нели, кај што има зголемена фреквенција, па исто така и доволно делови во патувањето или во патот каде што се навистина со зголемен метеж и чекање, што е повеќе од 3 часа. И патот веќе уште се гради. Тоа е навистина голем минус кој што сите го гледаме, а ако ги задоволиме потребите на домашните туристи и нивните вкусови, многу полесно ќе ги задоволиме странските туристи. Значи, тие ни се некој филтер, дали одиме во добар правец, а точно е што го кажавте, една од најголемите пречки за
развој на туризмот и воопште за развој на економијата во Македонија, инфраструктурата која што за жал со години е занемарена или не се развива онака како што би требало. Да, и со години чекаме нешто да се промени или тоа да го видиме, но за жал она што останува е нетрпението и гужвите, и не само оние кои што ги имаме кога сакаме да излеземе од државата, туку и оние кои што ги имаме кај нас во однос на патувањето. Како и да е. Извинувам и друг пат сум го кажал ова, ќе го повторам и сега, ако сакаме економски развој во Македонија, ние треба да се ослониме на она што го имаме како потенцијал, а според нас и според нормалните луѓе, туризмот е еден од најголемите потенцијали и земјоделието, кои се компатибилни едни со други. Да, така е. Ќе се задржиме на уште нешто актуелно, впрочем тоа е и поводот за денешното гостување. Циркуларната економија и незината улога кога зборуваме и за граѓаните, односно менување на навиките на граѓаните и на бизнис секторот, односно на компаниите. Тук во Балканија во последниот период имаше едукации и предавања. Ќе ни кажете, Владо, од што се тоа беше од дел од проектот, значи на што се однесуваше, како се реализираат тие нели предавања и едукации и она кое што го представува циркуларната економија, поточно зошто е толку важна, што представува таа сама по себе како дефиниција, е едно нели прилично едноставно објаснување за нашите гледачи и зошто не е толку важна и како да ја имаме незината. Прво да кажам дека тоа е нашата активност за циркуларната економија, дел од еден проект, меѓународен проект од програмата Еразмус, кој што носител на проектот е Балканија, го добивме од нашата национална агенција, а партнери се два партнери, еден од Шпанија и еден од Грција, кои што се реномирани во нивното делување и проектот е да влијаеме на воопште во нашата земја и во нивните земји за подобрување на состојбите за циркуларната економија или за грижа за намалување на отпадот. Проектот се вика од отпад до вредност, бидејќи отпадот може да биде ресурс, може да биде вредност. Накусо ќе кажам дека проектот траеше 2 години, во кој што имавме учество секој 6 месеци координативни средби во секоја земја, до кај сме стигнали што треба да правиме. Имавме партиципативни средби на кои што доаѓа по 20 представници од секоја земја. Прво кај нас во Македонија, кај што имавме обуки за интерни за нас и за нив, со локални учесници на таа тема. Потоа во Грција и во Шпанија имавме посета на саем за циркуларна економија во Солун. Имавме обука која траеше 8 дена, 7 представници од Македонија селектирани кои што се бават на таа тема. Млади луѓе поминаа таква обука и еден од значајните инпути и резултати од проектот е интерактивна книга, интерактив бук, која што е содржан целиот материјал за циркуларната економија и за отпадот, и таа ќе биде веќе преведена на сите јазици на англиски, грчки, шпански и на македонски, и ќе биде и во аудио форма да можат луѓето заинтересирани. Иначе проектот е наменет за млади луѓе и за непрофитни организации. Бидејќи непрофитните организации во нашава земја се едни од највидливите двигатели на темите кои што се актуелни, затоа ги вклучуваме и нив во проектот за да продолжиме. Имавме и мултипликацијски настан кај што ги споделивме резултатите од проектот. Така да видиме, ако гледаме на отпадот од еден поинаков аспект, тој може да биде ресурс, тој може да има вредност и ако кажуваме го кажуваме слоганот помалку отпад, повеќе можности, тоа е навистина така. Меѓутоа колку луѓето кај нас се свесни, велите млади луѓе се вклучени, кај младите свесноста е се поголема, но на младите останува да ги променат начините или навиките на луѓето кај нас и на повозрастните. Како оваа циркуларна економија би можела навистина во секојдневието на еден човек да направи многу промени? Колку сме ние, Владо, што мислите вие како нација, подготвени да сето ова стане реалност? Преку овој проект и преку нашите активности заклучивме дека многу назад заостануваме во нашата земја. За жал, да. Меѓутоа, има проблесоци, има одредени структури кои што веќе почнуваат и веќе во развој циркуларната економија. Иначе циркуларната економија е еден економски систем кој што се разликува од линеарниот начин.
да направиме една споредба што значи класичен пример да им циркуларната. дадеме на гледачите. Да, линеарната економија воглавно се бави со набави, купи или било кој производ, преработи го, обработи го, искористи го и фрли го. На тој начин се создава многу отпад. Борбата за намалување на отпадот веќе е глобална и веќе е закана. Ние велиме дека циркуларната економија не е веќе опција, туку е правец каде што не можеме да излеземе од него, него треба да продолжиме во таа насока. Секако, бидејќи циркуларната економија овозможува одредени продукти, било прехранбени или пластични или било какви, да најдат нова употреба. Кај нас е познато и афирмирано е рециклирањето до некоја ниво, до некоја мера, што е позитивно, меѓутоа рециклирањето е само еден сегмент од циркуларната економија, веќе таа опфаќа покрај рециклирањето, ако да речеме купите или го производ или го набавите или го имате преработен, дел од тоа се враќа во рециклирање, ако се работи пакувањето, дел од тоа се враќа на реупотреба за доработка и повторно добива одредена вредност, пак се преработува, се става во функција и на тој начин многу малку отпад останува. Тоа е целта на циркуларната економија, иначе со договорот од Париз веќе е договорено да до 2030 на ниво на Европа зборуваме, договорено до 35 да се намалат стакленичките и CO2 гасот да се намали под 2%, бидејќи тој брз раст прави огромни промени на климатски проблеми и веќе сведоци сме на последиците од климатските промени, а со конференцијата во Глазгов е договорено да до 2050 се стигне до нула отпад. Значи отпадот да може да се реупотребува, да се рециклира. Ако збориме за храната е една од секојдневните потреби на целото општество и сите сме сведоци дека големо количество од храната оди во отпад. Тоа може да биде, рековме дека може да биде ресурс, например од храната може да се произведува компост или да се произведува биогаз, ако правилно се употреби наместо само да се фрла. Да го земеме текстилот. Текстилот е исто така голема количина на текстил оди во отпад, бидејќи ние кај нас немаме фабрика за преработка на текстил и добар дел од отпадот кој што е селектиран оди за извоз, поглавно во Турција, меѓутоа поголемата количина оди во отпад. Тоа е резултат на современите текови глобални, бидејќи се подобрува стандардот на луѓето, се подобруваат можностите и потребите да се набавува повеќе и повеќе текстил. Најчесто се купува поевтин текстил, а меѓутоа статистиката покажува дека негде за една година просечно на ниво на Европа се зголемува за еден куфер текстилот по човек. Тоа е веќе огромна количина. А да не забораваме дека е загадувач. И загадувач. Еден од главните загадувачи. А текстилот многу лесно може да се реупотреби, да се дизајнира, да се пренамени, да се обнови, повторно да се употреби и ова другото го развива консумеризмот. Практички сите сакаме, бидејќи глобалните текови трговијата овозможува лесно да се дојдат до нови парчиња текстил и луѓето веќе се повеќе и повеќе купуваат, иако на своја штета, бидејќи најчесто купуваат несоодветни, неквалитетни парчиња и не ги употребуваат толку колку што би употребиле некое квалитетно парче. Тоа исто така е значено. Текстилот може да биде ресурс, веќе има нови технологии кои што го селектираат и го преработуваат во влакна за повторна реупотреба. Меѓутоа, кај нас се уште немаме такви можности, а позитивно е кај нас што велам дека почнува едукацијата која што е многу значена. Што рековте вие дека нивото на едукација не е доволно ни кај младите, ни кај возрастните. Меѓутоа позитивно што веќе одредени училишта, градинки прифаќаат промената и веќе во своите програми внесуваат одредени едукативни процеси, како например училиште од Битола можеме да го посочиме, која што прави
селекција на отпадот и ги стимулира децата по класови, кој клас повеќе ќе селектира отпад и ќе собере, добива одредени поени, награди, и другите добиваат казни, бидејќи тоа е начинот за да се стимулираат децата и да се вклучат. Таму низ игра, но сепак е тоа градење на една убава навика во текот на животот. Да, едукацијата треба да продолжи на повисоко ниво, не само во училиштата, од училиштата и од градинките се започна, меѓутоа и возрастните. И еден од проблемите кои што ние го имаме, немаме доволна вклученост на институциите или поддршка на овој процес, бидејќи за да се променат навиките на луѓето, треба и да се создадат условите, да се креираат политики, да се креираат можности, да се пример одредени количества на отпад кои што треба да се селектираат, ние немаме доволно контейнери. Еве еден негативен пример во Штип, кој што е познато по производство на текстил, има само 3 контейнери за селекција на текстилот. Ова е негативен пример, меѓутоа треба да продолжиме. Имаме одредени позитивни примери кои што треба да се обележат, да речеме Пакомак, една глобална мрежа која што работи на селекција и преработка на отпад и веќе сериозно се наметнува на ниво на државата да биде значаен фактор и двигател. Имаме поединечни, например, Екофлуид, кој што сега започнува со селекција на моторно масло, кој што е голем загадувач на почвата за производство на било какви земјоделски производи. Да, но сепак не достига институционалната поддршка, ќе се согласите. Значи, Пакомак прави нешто со години наназад, но пак не е тоа доволно за да стане секојдневие кај граѓаните. Тука игра улога прво централната, потоа играат локалните власти, бидејќи локалните власти исто така ги креираат локалните политики, создаваат услови за зелени вработувања, за креирање политики или нови бизниси во таа област, а и едукација на локалното население. Да, значи, тоа е едно со друго. Ние до пред неколку месеци се соочувавме со полни контейнери и немаше можност кој да ни ги испразни. Со таков тип на соочуваме со премногу отпад по улиците и недоволна, да речеме, свест кај граѓаните во однос на тоа каде би требало да заврши отпадот и токму тоа како надополнување или целина. Едното без другото не може. Институциите еден дел се земаат улога, граѓаните, односно едукација на граѓаните и населението локално каде да е генерално исто така, да, и во однос на тоа дека колку и да има новитети глобално и ете какво е всушност значењето, тоа е едно ново ниво за тоа како треба да се однесуваме со отпадот и што се може да има од отпадот, но ако ние не сме доволно подготвени во смисла на тоа каков пристап ќе имаме и колку ќе ги смениме навиките, тогаш мислам дека и магично стапче да имаме, нема да можеме да го знаеме како да ги искористиме. Клучно станува работата со промена на свеста, едукацијата и промена на свеста. Меѓутоа во таа промена на свеста потполно се сложувам, клучната улога имаат институциите, тие ги креираат процесите. Може ли, Владо, да споделите некој позитивен пример, дали од соседството или можеби од скандинавските земји? Како функционираат? Значи, никаде, особено е Скандинавија, таму има висока свесност кај луѓето за секојдневно рециклирање и они така, едноставно така живеат, така функционираат во текот на денот, но да речам, сега од некое мое лично познавање, постојат, не знам, рефундирање на средства, финансиски, значи никаков поттик за граѓанинот да има зошто тоа да го прави. А од друга страна, тоа е можеби мала финансиска надомест, но значена за промена на свеста и за промена на навиките. Да, и дајде некој пример кој што би можеле да го следиме. Нема да одиме далеку во Скандинавија, ќе одиме во Словенија, во Љубљана. Како е таму? Во Љубљана е многу решено и Љубљана, тоест Словенија е прогласена минатата година за најзелена земја во светот. Значи во Словенија, во Љубљана има точно дефинирани места за контейнери за разна селекција на отпад покрај маркетите или на одредени соодветни места. Луѓето што го селектираат отпадот го внесуваат отпадот во тие места, имаат картичка кај што го регистрираат дека внеле, добиваат поени. Например, ако ние плаќаме одреден износ за собирање на отпадот, на тој начин што со селекција на отпадот тие добиваат поени, им се намалува сметката за плаќање. Тоа е еден мотив, значи секако дека може, има и други начини, секако дека може во наша близина, наш менталитет од бившата Југославија кој што може да се применува, меѓутоа кај нас
кај нас се уште не сме стигнале. Значи, јас ќе споделам мој пример од моето соседство, каде што ние имавме канти за корпи за рециклирање, но во тие корпи многу често завршуваше целата кеса со ѓубре. И сега тоа е дефинитивно свеста на граѓанинот, но од друга страна пак ако има мала мотивација за нешто да промени, па макар и финансиите во сметката, верувам дека малку ќе се променат начините на размислување. Веќе се почнува да се применува во другите земји, да речеме користење на стаклени шишиња наместо пластични шишиња. Ние во минатото, во некоја бивша Југославија го имавме тоа, за да купиме пиво или млеко, требаше да вратиме стаклено шише за да земеме ново шише. Што значи тоа директно влијае на отпадот и на намалување на отпадот. Веќе одредени земји го применуваат тоа, исто така инсистираат на биоразградливи материјали, хартии и тие кеси, меѓутоа кај нас се уште тоа тешко минува, за жал. Наше е да зборуваме вака јавно и гласно. Да, и секогаш што тоа да се разбереме на нашите теми, но некако зборуваме истовремено за потребата и истовремено за придобивката и во овој контекст. Која е потребата да го правиме тоа и која би ни била придобивката? И ако би требало да бидеме свесни дека придобивката е чиста и здрава животна средина, некако во природата на човекот веројатно и почесто да ги гледа низ финансии и работите или материјално, како и да е, треба да се оцени тој пулс и да се поттикне на било каков начин, тоа се разбира дека е така, но ако гледаме за циркуларната економија, дали е само еколошка потреба или имаме тука и доволна економска придобивка? Да, економска придобивка има доколку се насочи во бизнес. Значи одредени корпорации веќе прават бизнис од отпадот и веќе имаат економски придобивки од тоа. Кај нас зборевме дека е тоа на се уште на најниско ниво и се уште на ниво на свеста. Ние свесни сме колку депонии имаме низ државата. Тоа е страшно нешто, каква тие депонии доколку правилно се селектира отпадот, може да најде примена, како што реков, во земјоделието, во туризмот, во другите области, во градежништвото и рециклираните материјали може да бидат преработени, да бидат градежни материјали за изолација во градежништвото или за одредени калапи за обичните флаши за пластика, може да се излијат калапи кои што имаат изолациони карактеристики позитивни и да бидат применливи во градежништвото. Во светот имаме примери такви фабрики за производство, ние се уште немаме такво нешто, дури немаме ни фабрики за преработка на отпадот или за рециклирање. За жал, импутот во туризмот, циркуларната економија има влијание и во туризмот, а туризмот е една од 4 гранки индустријски на глобално ниво, која што дава голем импут и дава голем отпечаток негативен со CO2, од 8 до 10% од негативниот влијание на CO2 го дава туризмот. Значи и таму треба многу да се работи, да почнеме од хотелите кои што треба да речеме да ги променат фотоволтаици или начинот на користење на енергијата, начинот на користење на водата, заштита на водата, заштита на хартијата, хартијното печатење, бидејќи со самото користење на многу хартија ние директно влијаеме на сечење на дрвата, на шумата, кои што се практички белите дрвови и на тој начин можат да влијаат хотелите, рестораните исто така, можат да влијаат на начин да купуваат локални производи, да не увезуваат, да ги користат тие потенцијали што ги има локалната локација кај што се нуди храната. Агенциите може да влијаат туристички исто така на начин што ќе нудат атрактивни места соодветни на нашето поднебје, на нашата туристичка понуда, а не патувања да речеме во други места, така да сите тие структури од туризмот може да влијаат преку циркуларно размислување или пристап за подобрување на состојбите. Многу работи што ги има светот ги немаме, за жал. Останува да видиме дали никогаш ќе се придвижиме така како што се движи светот, ако зборуваме во насока на одржлив туризам и во смисла на или еколошки да биде онака како што треба и да
сепак бидеме или живееме во чиста и здрава животна средина и некако се е достапно туристичките работници, оние кои што се во секторот на туризам, често пати или најчесто се со идеи креативни и така натака. Сето тоа низ годините на назад представено на Министерството за туризам и сето тоа некако го има, постои, знаеме како треба, знаеме што прават и соседните земји, земјите европски или во светот. И се знаеме теоретски, но некако праксата или тоа, да, во примената не е недостасува. Економија директно влијае на одржливиот развој на туризмот, бидејќи се грижи за одржлив начин, се грижи за природните и културните вредности, ја подобрува економијата на локалното без да има влијание негативно на локалниот начин на живење. Точно тоа е во функција на одржливиот развој. Така, и оно што сакав да го кажам е дека, иако немаме многу работи што светот ги има, сепак имаме многу работи што светот ги би посакал да ги има, ама некако па и тука недоволно знаеме или да цениме, или да процениме, или не знам да го сочуваме, па и да го да се експонираме или да го промовираме пред туристите. Агроекотуризмот е нешто кое што е актуелно и имаме услови за тоа. Затоа е и овој научен и теоретски пристап, односно практични чекори примери за агроекотуризам. Во следниве минути кон крајот на утринскава тема имаме можности ова да го испромовираме. Со се успеавме да ја пролистаме, да го прелистаме овој прирачник или да прилично голем прирачник кој што има многу информации и многу интересни податоци. Така е, да, и оно што е исто најинтересно е што во последниот дел, еве да кажеме, има доста информации, можеби што многумина од нас делумно ги знаеле или не сме ги знаеле за тоа во кој дел од Македонија што е тоа што е карактеристично и во однос на производство и во тоа што вирее во тој предел и тоа што треба да се проба доколку отидеме таму и така натака. Еден прирачник кој што дава една вистинска насока, па ајде едно мало објаснување за ова. Прирачникот е дел од еден проект кој што го спроведува Институтот за земјоделие на Македонија, каде што Балканија е партнер и ќе работиме на оваа тема. Компатибилни сме за темата. Иначе проектот е поддржан од словенечка програма, благодарение на словенечката амбасада. Еден од резултатите од проектот е овој прирачник наменет за сите почетници и за сите оние кои веќе работат во областа на агротуризмот. И тука има стручен пристап и научен и прагматичен пристап како да се почне бизнис, како да се направи анализа, како да се компарира со околината, како да се пристапи за да се биде успешен бизнис. Исто така, како дел од проектот е и други активности имаме кои што тековно ги работиме со институтот за анализа и студија за состојбите во Македонија и детектирање на сите агротуристички субјекти кои што имаат ваква агротуристичка понуда. За да има агротуристичка понуда треба да произведе одредени производи од земјоделието и да има туристичка понуда. И сите тие субјекти кои што се веќе детектирани беа представени на саем за агротуризам во јавна соба во април месец, каде што беше успешен сајамот, каде што учесниците беа задоволни и посетителите исто така. И сега работиме на покрај податоците за сите учесници во овие процеси, да се изработи мобилна апликација за телефонот, во тек е изработката, каде што ќе бидат опфатени со нивни податоци, информации, се она што го нудат фотографии, сите целата агротуристичка понуда. И на крајот на проектот ќе има посета на туроператори и новинари од Словенија на два региони, источниот и западниот, да посетат она што Македонија го има. На овој начин сакаме да дадеме придонес заедно со институтот за развивање на оваа област која што е многу голем потенцијал во Македонија и сметаме дека во иднина ќе носи голем економски бенефит и за локалното население и за уопште туристичката понуда. И очекуваме да ја афирмира земјата пошироко на овој начин. Дел од студијата што ќе биде готова за кратко, ќе ја понудиме на Министерството за култура, тоест на изготвителите на стратегијата, за да овој сегмент влезе и во стратегијата на Македонија за иден економски развој и иден развој на алтернативните форми или агроекотуризм. За Балканија нема веројатно одмор, односно ако работата е задоволство,
и се има одредна цел и визија, сето тоа ја дава таа енергија за нели некако со побрз чекор да се добијат резултати во туризмот и онакво што го работите, па така и до лето поголем број активности, но од септември уште подобри информации кои верувам ќе ги споделиме со нашите гледачи во новата сезона на Утринска на Телма. А нашата соработка се разбира продолжува во интерес на промовирање на тоа кое што е ново, актуелно, потребно или неопходно ќе речеме, а се со цел малку повеќе да се поттикнеме да размислуваме што би можеле да правиме индивидуално, но и да покренеме по голема одговорност институционална, ако зборуваме о тој аспект. Владо, ви благодариме за гостувањето. Ви благодарам на можноста. Ние продолжуваме во таа насока на основните заложби за развој на алтернативните форми. Очекуваме и понатаму резултати.